Почитувани колеги, бидејќи се наближува оценувањето на учениците, сакам да ви прикажам еден интересен пристап за креирање на повеќе прашања одеднаш, за вметнување на тие прашања во бесенот на прашања во самата национална платформа за учење на далечина. Значи, како вие би можеле да креирате повеќе прашања, еден вид на прашање и да ги вметнете директно во националната платформа за учење на далечина, наместо да креирате едно по едно прашање внатре во самата национална платформа. Јас ви креирав неколку бланко документи со пример како можете да си ги креирате овие прашања и да ги вметнете во бесенот на прашања, и потоа кога ќе креирате тест, односно квиз, вие би можеле да одберете од тие прашања и да си вметнете во самиот квиз. Еве на пример бланко документ за прашања со еден точен одговор. Ќе гледате да го задржите форматот на прашањето и го менувате само текстот доколку ви одговара, или пак можете да додадете уште некој пример. Еве пример за прашање со еден точен одговор, вие би можеле да го промените текстот, но гледајте да не се променува форматот на односно самата структура и градбата. Би можеле да додадете, еве на пример, одговор 5. И така натаму. Одговорите си ги заменувате со ваши и доколку рековме ова е прашање со еден точен одговор, доколку сакате да го селектирате точниот одговор од овие 5 понудени, во делот каде што е answer, ја запишувате буквата пред одговорот. Еве на пример, во овој случај третиот одговор, односно C, би ни бил точен и си пишуваме C на латиница. Чи можете да си ги променувате, можете и да си креирате и вие уште прашање доколку имате, со тоа што би оставиле едно место простор помеѓу нив. Значи си го копирате ова простор едно место и си додавате уште едно прашање, можете да ги скратите одговорите со два одговора, но гледајте форматот, значи прашањето. Тука под прашањето нема празно место, овде веднаш одговорот, буквите и најдолу точниот одговор. Значи А или Б во овој случај пишуваме Б. Значи го имате форматот за прашање со еден точен одговор и би можеле да го вметнете потоа во самата национална платформа за учење на далечина. Сега ќе разгледаме како изгледа прашањето со есејски одговор, со поголем одговор. Многу едноставно, значи тука го пишувате прашањето. Еве есејското прашање. Еве на пример опишете го процесот на фотосинтеза. Правиме со кирилица. И задолжително остануваат овие две загради за националната платформа да го прочита тој формат на тоа прашање, и помеѓу секое прашање имате празно место. Внимавајте, доколку сакате да си додадете повеќе прашања понатаму, оставате едно празно место. Го снимате и можете да си вметнете. Прашање со краток одговор, исто така, значи во овој дел си го поставувате прашањето, еве како пример, кој е главен град на Франција, и во заградите со еднакво пред зборчето го впишувате зборот кој што го прифаќате како точен, доколку е еден, и си затворате заграда, доколку се повеќе, значи еднакво зборчето, празно место, еднакво друго зборче кое што го прифаќате како точно, и така натаму.
и завршувате со затворена заграда. Прашање со повеќе точни одговори. Ќе внимавате тука, значи најгоре си го поставувате прашањето. Во долниот дел, еве имаме тука 5 одговори, си ги распоредувате одговорите доколку се сакате 2 точни одговори од понудените 5 или повеќе понудени одговори. Значи, внимавате, форматот на самиот одговор е ова знакче, процент, колку е тежината на прашањето, процент и одговорот. Значи, рековме, ако се 2 точни одговори, тогаш од 100%, значи колку што е точното прашање, го поделуваме на 2, односно по 50%. Доколку се 3 точни одговори, значи 100 поделено на 3, точните одговори ги наградуваме со по 33,333, значи 5 тројки ваму, за да ги прифати системот како точни одговори овие 3. Ке забележите кога ќе креирате слични прашања од националната платформа, ќе видите нели кои се процентите доколку имате повеќе точни одговори. Доколку сакате да додадете нов одговор, еве 5 има моментално, сакам 6, си го копирате делот од ова знакче до крајот на одговорот. Внимавајте заградата да остане на крајот, спуштате место, го поставувате одговорот и, нели, бидејќи се 2 точни одговори, веќе имаме 2 точни прашања, односно одговори, и последниот ќе биде со 0%. Разгледајте ги, ќе ви биде јасно. Понатаму имаме прашања со точно, неточно. Значи, ова е исто така лесно, горе си го запишувате прашањето, имате точно, неточно, ова може да си остане, и одговорот, кој од овие одговори е валиден, си го запишувате тука, буквата пред одговорот. Значи, тоа се бланко документите, доколку сакате, нели, повеќе прашања од еднаш, во зависност од тоа како вид на прашање сакате да си додадете, па потоа си ги распоредувате во вашите тестови. Се враќаме на националната платформа за учење на далечина, се најавувате и си го избирате предметот каде што сакате да си ги додадете тие прашања. Откако ќе влезете во самиот предмет, одите најгоре до вашето име на предметот и вашето име и презиме. Имате една иконка, кликате на неа и одите на повеќе, на последната опција повеќе. Одите во администрацијата на предметот најдолу и имате бесен со прашања. Тука во бесенот за прашања одите на прашања и најдобро е да си ги поделите овие прашања според категории. Еве, можеме да додадеме категорија. Еве, во мојот случај мене најлесно ми е да ги креирам категориите спрема прашањата. Вие можете да си ги поделите и по теми и така натаму. Еве, прашања со еден точен одговор. И можам тука и тема или тест, кој број на тест сакам да ги поделам прашањата. И во информации за категоријата исто така си впишувам нешто, кликам додај категорија и еве ми е креирана категоријата прашања со еден точен одговор и гледам дека во таа категорија имам 0 поставено прашања. Имам опции да ја избрешам и да ја подесам оваа категорија. Еве, јас на пример сакам во оваа категорија да ги додадам оние прашања со еден точен одговор. Кликам на категоријата и кликам увоз, за да ги увезам од мојот десктоп, од мојот компјутер.
Прашањата со еден можен одговор ќе ги поставите со овој формат, icon формат. Значи многу е важно, кликате на icon формат за да го селектирате icon форматот. Можете да си поставите тука и препорачано е кликате на овие поставки бидејќи се скриени. Можете да си поставите да ги исклучите најпрви овие две опции и потоа тука си ја додавате нели датотеката, односно бланко документот. Кликате Choose File и го одбирате прашање со еден точен одговор. Open, качи ова датотека и кликате увоз за да ги увезе прашањата. Доколку е се во ред, доколку немате грешка во документот, гледаме дека ни вметнало 6 прашања и кликаме продолжи. За да се појават прашањата ќе треба да рефрешираме. Еве јас ги правам вака. И гледам дека прашањата се додадени. Можеме многу прашања одеднаш да си додадеме и можете доколку имате потреба и да ги уредите од тука. Уреди прашање и можете тука да ги уредувате дополнително доколку имате потреба. Гледате дека веднаш ги има одговорите и тоа прашање кое што е селектирано за точно има 100%. Значи, доколку го одберат тоа прашање, ќе имаат точен одговор. Се враќаме во обесенот со прашања и ќе си креирам сега нова категорија за да вметнам друг вид на прашања. Еве прашања со точно неточно. Си ја креирам категоријата. Гледам дека во оваа претходната категорија веќе имам 6 прашања додадено, а во оваа имам 0. Кликам на оваа категорија. Добро, има некоја грешка. Ќе се вратам пак во предметот. Одам во обесено со прашања, категории. Кликам на оваа категорија и сега можам да си увезам од десктопот. Прашањата со точно неточно исто така ги додаваме со icon форматот. Внимавајте на форматите за да не ви се појавуваат грешки. Доколку е точно неточно icon форматот. Исто така можам да си исклучам овие две опции. Ја пронаоѓам датотеката. Одам качи ова датотека, увоз и ми ги увезува тие 5 прашања со точно неточно. И ќе забележите, нели, исто така можете да ги уредите тие прашања со точно неточно. Гледаме, значи овој одговор беше точно и 100%. Одиме во басенот со прашања, категории и ќе додадеме следна категорија прашања со краток одговор. Одам додади категорија и во таа категорија ќе ги увезам прашањата со краток одговор. Внимавајте, тука веќе не користиме icon формат, туку користиме GIFT формат. Исто така ги исклучам овие две опции. Го одбирам со краток одговор, прашање со краток одговор. Качи ова датотека, кликам на увоз и еве без грешка ми се додадени тие прашања со краток одговор. Исто така можам да си ги уредувам. Гледате сега, еве, значи, доколку е еден одговор кој што го прифаќам, има оценка 100% за тој одговор и прашањето е поставено.
можете да си го едитирате доколку сакате да голема мала буква да игра улога и така натаму. Одиме на басенот со прашања. Гледаме дека ги има веќе сите тука додадени во целата категорија, стандардна, односно во самиот предмет. Кликам категории и ќе си додадам категорија за прашања со есејско прашање, односно со есејски одговор. Односно со поголем одговор текстуален. Додади категорија. Гледаме дека имаме 0 прашања однатре, кликаме на увоз, исто така избираме gift формат. Внимавајте, gift формат ги одселектирам овие две, избирам датотека есејски одговор, качи ова датотека, продолжи и веќе се додадени тие прашања. Одам пак категорија, значи имаме до сега 4 категории, да видиме што ни останува. Еден точен одговор, точно, неточно, краток, и ни останува уште повеќе точни одговори. Добро. Прашања со повеќе точни одговори. Добро, додади категорија, гледаме дека само момент, ќе рефрешираме да видиме дали ќе ни се појави. Доколку не, да, ќе крираме поново прашања со повеќе точни одговори. Кликаме додади категорија и еве два пати ни се додала, еднаш ќе избришеме. Кликаме на неа и ќе направиме увоз и внимавате, пак ќе одбереме gift формат за овој вид на прашање. Одиме choose file, повеќе точни одговори, качија датотеката и увоз. Се надевам дека нема да имаме проблем. Доколку се појави проблем, можеме повторно. Веќе ја имаме поставено, одиме override за да ја преаплодира увоз и гледаме дека веќе ни се додадени овие прашања со повеќе точни одговори и можеме исто така да си ги уредиме. Еве ќе забележиме доколку се 3 точни одговори, тие 3 прашања име додадена оцена, односно тежина по 33,3, односно од 100% поделено со 3 прашања. Иста тежина на сите 3 прашања. Значи тоа е за додавање на прашања во басенот со прашања и потоа овие прашања можете да си ги додадете во вашиот квиз, односно во вашиот тест. Потоа, доколку сте си креирале тест, вие можете многу лесно да си ги додадете прашањата со кликање на уреди квиз и со додајте прашање од басенот со прашања. Кликате и можете да си ги додавате според категориите кои што сега ги креиравме. Прашања со еден точен одговор, ви се излистуваат тие и си избирате за овој тест кој што го изработувате кое прашање да го додадете. Благодарам на вниманието и се надевам дека ќе ви ја олесни работата за оценување и креирање на тестови.